Драги гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Мој вечерашен гостин е мојата колешка, професор доктор Катерина Мирчевска од Институтот за национална историја. Јас ќе си дозволам една блиска комуникација, Кате. Добро вечер. Добро вечер, ти благодарам на поканата. Драго ми е што сме заедно ова емисија да ја организираме заедно и да ја пропратиме низ разговорот, секако. Повод за нашиот вечерашен разговор е неодамнешната конференција што се одржа на 29 март под наслов Македонците и граѓанската војна во Грција 1946 година, 1949 година, 75 години потоа, односно по повод 75 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција. Колку што се сеќавам, имаше поприлично учесници во оваа конференција, која што фактички е труд на 3 института: Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик и Институтот за македонска литература. Но пред да почнеме да навлегуваме во темата, мислам дека најважно е да одговориме на првичното прашање, а тоа зошто се случи граѓанската војна во Грција во споменатиот период? Така, ти благодарам на прашањето. Малку да проговорим за граѓанската војна во Грција, односно за тоа што нас не интересира за учеството на македонците, нели секако. Кога се говори самиот термин граѓанска војна, подразбира нели внатре државен судир. Сега во случајот на оваа војна, на граѓанската војна во Грција, станува збор за внатрешен државен вооружен судир меѓу две различни политички опции, до вчерашни сојузници, така би ги нарекла, во текот на Втората светска војна, кои што заеднички се бореа против фашистичката окупација. Сега, едната струја се левите, нели, предводени од Комунистичката партија на Грција, која што ги признава малцинствата во рамките на државата, се обидува да формира еден широк фронт во чии рамки ќе влезат различни слоеви од населението и со различна политичка и верска определба. Меѓутоа, оставаат прашањето на власта, нели, по ослободувањето од фашистичката окупација, да се реши по војната преку парламентарен пат. Сега кон оваа страна, со оглед што ги признаваат националните малцинства, гравитираат и македонците, нели, се сојузуваат во овој фронт. Од другата страна, се пак десните или десничарите, станува збор за републиканските и либералните слоеви политички опции, кои што се борат против фашизмот, нели, против фашистичката окупација, но не и за промена на власта во државата по војната. Значи, тие Дали овие вториве се монархисти? Така. Тие се залагаат за реставрирање на предвојниот режим во Грција, односно за враќање на кралот во земјата. И сега што се случува во текот на војната? Тука се инволвира надворешниот фактор, нели, големите светски сили, на кои што им оди од прилог, нели, овој фронт за борба против фашизмот. Меѓутоа, во духот на поделбата на сфери на интереси меѓу големите политички играчи по Втората светска војна, никако не сакаат да дозволат и во Грција да дојде да се воспостави социјалистички, нели, општествен поредок, па иницираат низа преговори, договори, кои што фактички, од кои што ЕЛАС, тоа е вооружениот дел, нели, од левицата, излегува како политички поразена опција. Значи, по војната во Грција доаѓаат на власт десните, монархистите, и настанува еден период на кога треба да се подготват, нели, парламентарни избори, каде што луѓето ќе гласаат во однос на идното повоено уредување на државата. Сега во овој период на подготовка на тие парламентарни
избори, силите на ЕЛАС уште се силни, уште се мокни, па да речем во овој период десничарите и довчерашните соработници на окупацијските сили кои што доаѓаат, да речем, на власт, започнуваат презимаат едни засилени репресивни мерки, не само против борците на ЕЛАС, против симпатизерите на Комунистичката партија, туку и против цивилното население. Тука се вклучени или се засегнати во голема мерка и македонците. Сега навлегуваме во последиците од војната. Во последиците од Втората светска војна, нели, за да дојдеме која е причината за граѓанската војна. Така. Сега во таква една ситуација на терор, мислам, представници овие од борците на ЕЛАС само иницијативно се повлекуваат во планините, каде што формираат вооружени групи за самоодбрана од овој терор. И во овој период, нели, Комунистичката партија на Грција се уште води со политичката форма на борба и очекува прашањето за повојното уредување да се реши, нели, со парламентарните избори, меѓутоа околностите се такви што постепено зема зазема став за вооружен отпор на населението против оваа репресија. Често пати во литературата гледам дека оној договор од 12 февруари 45-та година се третира како вовет фактички во таа граѓанска војна. Да. Односно разоружувањето. Да, токму тој договор го значува политичкиот пораз на ЕЛАС, затоа што според одредбите од тој договор ЕЛАС требало борците на ЕЛАС да го предадат на оружјето. Меѓутоа не сакале, и затоа веројатно тие репресии потоа се случуваат и луѓето бегаат повторно во планина, се вооружуваат, нели, заради со цел самоодбрана. Така сега, значи една од причините за граѓанската војна е тоа. Големиот, фактички, некои историчари сметаат дека нема некоја граница помеѓу Втората светска војна и граѓанската војна, дека тоа е еден долгогодишен конфликт. Некако, меѓутоа сепак во историјата, нели, секогаш земаме некои граничници за одредени настани, кога некој настан започнал. За војната знаеме од прилика како завршуваат и кога, нели, со договори, со последни битки, меѓутоа во однос на почетокот тука парламентарните избори требало да се одржат во 1946 година на 31 март и се во тој период една вооружена партизанска група напаѓа полициска станица или жандармериска, како што е посочено во литературата, што во историографијата се зема како почеток на граѓанската војна. Каква е сега улогата на македонците во македонците се вклучени, нели, тие си се лично засегнати. Тие во текот на Втората светска војна не учествуваат само како антифашисти, не се борат само за... Точно, и либерално се определени, не мора да се социјалисти. Меѓутоа, тие се борат за она што се борат македонците во сите, нели, периоди и наназад, за национално признавање на македонците во рамките на грчката држава, за да можат, нели, слободно национално понатаму да се изразуваат. Меѓутоа, исто така и за тој момент заборев да го споменам, во програмите и се, како што се нарекува, демократска преобразба на општеството. Тие со оглед на тоа што се борат во рамките на левиот блок, тие се фактички во рамките на тој блок, нели, посакуваат воспоставување на социјалистички општествен поредок со самото тоа што и во Југославија, во првата современа нашава држава, во рамките на Југославија, нели, се воспоставуваат социјалистички општествени односи. Значи имаме две компоненти тука. Сега, какви се последиците во однос на македонското население од оваа војна? Големи се последиците, имаме многу жртви, нели, имаме и како резултат на теророт, нели, на репресивните мерки, имаме и како резултат на учеството во единиците на ЕЛАС. Во текот на Втората светска војна македонците се формираат и своји македонски организации. На организации, значи, формираат и две македонски организации,
главни се, мислам, тука да ги споменеме организацијата МАО во Воденскиот регион и организацијата СНОВ во Костурско и Леренскиот регион. Исто така во текот на војната си формираат и своји македонски, имаме партизански единици, батальони и така натаму. И сега по војната, значи по Втората светска војна, уште во текот, во пролета 45-та година, се формира, македонците се формираат своја македонска организација. Значи во услови во такви услови за кои што зборував пред малку, се формираат своја македонска организација. Тоа е организацијата Народно-ослободителен фронт. Се во рамките на оваа организација се формираат уште две организации. Тоа се Антифашистичкиот фронт на жените и Народно-ослободителниот младенски сојуз. Со НОМ, скратенките се НОВ, АФЖ, НОМАС, секаде во литературата и во исто, така се споменува оваа организација, затоа што, нели, со самото тоа што се формираат, како да кажам, три во едно, со современа терминологија, и очигледно е целта на организацијата да ги апсолвира сите слоеви од населението. Тука внимание се посветува и на жените и на младината. Следејќи го овој проблем, често пати во литературата наидуваме на една констатација дека како последица на оваа војна се појавува она политичка емиграција и тоа поприлично е интензивна во својот број. Така, затоа ја организиравме конференцијата да видиме. Фатено беше и тоа прашање и во тезите, и во рефератите. Сега за граѓанската војна, граѓанската војна, нели, како што рековме, трае од 46 до 49 година и македонците организирана преку оваа организација за која што зборува земат масовно учество. Нели, станува збор за организација со членство некаде над 16.000 лица, над 16.000 членови со широко распространета мрежа на целата територија на Егејскиот дел на Македонија, така што самите факти говорат дека македонците како представуваат фактор на оваа борба во граѓанската војна. Освен тоа, големо е партиципирањето на македонците и во редовите на демократската армија на Грција. Че македонците во големо, да речам, во големо партиципираат и во единиците на демократската армија на Грција. Статистиките зборуваат за вкупно од 35 се движа до 40.000 борци на демократската армија на Грција, нели, до крајот на војната, во кои што статистика македонците учествуваат со околу 14.000 борци. Па и во самата документација на Комунистичката партија на Грчката, учеството на македонците се проценува на 3/4 од вкупниот борбен потенцијал на демократската армија, а во однос на овој раководниот кадар па дури до 40%. Интересно, во раководниот кадар. Па така, имаме и многу раководни кадри тука, команданти во политичкото раководство, затоа што малку ќе се навратам, иако организацијата НОВ е македонска, македонците ја формираат и действува на чисто македонска основа, сепак во 46-та година, кога веќе станало јасно дека војната започнува, се водат преговори со Комунистичката партија на Грција и врз основа на посебна спогодба која е склучена некаде есента 46-та година, сите македонски единици воени кои што ги постојат, нели, и македонците изфрлаат своји партизански групи од 45-та понатаму, сите овие единици влегуваат во составот на демократската армија на Грција. Така. И тоа потоа тие заедно се борат. Ние обезбедивме, нели, и слики на некој начин да имаме една илустрација. Сликите кои што веќе и претходно беа покажани датираат од пред 15 години, фактички кога се одбелижува 60 години од овој настан, од завршувањето поточно на граѓанската војна.
Велишкиот музеј обезбеди фотографии и слики кои што на некој начин сакаше да го обележи овој историски настан. Ги гледаме фотографиите. Ајде сега да преминеме во конкретната суштина, Кате. Па како и на секоја војна, и како и во однос на секоја војна, и граѓанската војна во Грција си остава сериозни последици. Не само во материјален аспект и во поглед на човечките загуби во текот на војната, меѓутоа исто така и во однос на бегалците. Карактеристично е што по завршувањето, меѓутоа во текот на целата граѓанска војна и особено по нејзиното завршување, државата ја напуштаат огромен број бегалци, станува збор за околу 100.000 бегалци, грци и македонци, кои што ја напуштаат земјата. И сега што се случува? Потоа, тие како политички емигранти се населуваат во Советскиот сојуз и во сите други земји од источниот блок, и во Југославија и во Македонија секако. Според некои истражувачи, политичката емиграција од Грција, тоест од граѓанската војна во Грција, представа најбројна политичка емиграција во Европа по Втората светска војна. И зошто е политичка? Затоа што луѓето ја напуштеа земјата од политички причини, значи заради симпатизерство, заради членство во Комунистичката партија на Грција, заради учеството во војната во земја во која што на власт е монархистички режим. Од тие причини си има и статус и третман на политичка емиграција. Ја кажав, во овие статистики македонците влегуваат со околу 50.000 иселени лица, а како последица да напоменам дека 21.000 жртви македонци ги губат своите животи во текот на граѓанската војна, што во борбените дејства, што како цивилно население. После, значи, иселувањето, значи бегалството како појава се одвива во целиот период на граѓанската војна. Луѓето индивидуално и групно ги напуштаат своите родни огништа. Меѓутоа, сепак, во текот на оваа појава може вака, во однос на бројноста, може да се посочат како три поголеми бранови на бегалци. Првиот се случува во текот на 45-та и е резултат на репресивните мерки против цивилното население и против борците на ЕЛАС. Втората некаде се одвива по март 1946 година, односно по парламентарните избори, кога станува јасно дека на власт во земјата доаѓа спротивната опција. И последната фаза, може да се каже најмасовна, е во текот на 48-та и 49-та година и резултат на борбените дејства, кои што во најголем број случаи, односно најжестоките борби се водат на територијата на егејскиот дел на Македонија. Значи, споменав малку за статистиките. И сега, по последниот битка на Грамос, конкретно на август, борците на ДАВК, околу 12.000 борци, заедно со раководителите на демократската армија, не само на демократската армија, туку и раководството на партијата, се повлекуваат на територијата на Албанија, се потиснати. Сега во Албанија во овој период се сконцентриране голем број бегалци. Сега што ќе се случи со тие бегалци? По претходни договори помеѓу Грчката комунистичка партија и Советскиот сојуз, и Советскиот сојуз е решено борците на демократската армија и раководителите да бидат згрижени, односно сместени во Советскиот сојуз, додека останатите бегалци, чии што семејства, жени, дечиња и така натаму се наоѓаат во претходниот период, веќе се наоѓаат во некои од земјите од источниот блок, да бидат сместени во тие, прифатени во тие земји. Значи, конкретно 49-та некаде, во текот на неколку месеци,
со организирана транспорт, со советски бродови, луѓето се носат, нели, се носат во Советскиот сојуз, од каде што дел остануваат таму, а другиот дел, нели, одат во источно европските земји, со тоа што, нели, голем број бегалци остануваат и тука во Македонија и во Југославија. Знам, често пати слушаме дека биле во Ташкент, па да, во узбекистанскиот дел, да. Па во тој прв период, по тоа вака што најдов по литературата, нели, што сум ја читала, тие се сместени на почетокот во Узбекистанската Советска република. Значи, другите се префрлени во источноевропските земји. И сега на третата конференција, која што ја одржува Комунистичката партија на Грција во октомври 1950 година, ги обелоденува бројот на бегалците сместени, нели, по земјите од источниот блок. Според овие податоци, во земјите од источниот блок, значи станува збор за актуелната состојба од 1950 година, биле префрлени 56.000 бегалци од Грција, меѓу кои 19.912 македонци. И тие биле сместени, односно распоредени на следниот начин. Во Романија биле сместени 9.100 бегалци, меѓу кои 4.000 македонци, во Чехословачко околу 12.000 бегалци или 3.800 македонци, во Полска 11.475 бегалци, меѓу кои 5.000 речиси 500 македонци, во Унгарија нешто над 7.000 лица, и во Советскиот сојуз речиси 12.000 бегалци од Грција, меѓу кои речиси 3.000 македонци. Сега во овој период бегалците во Советскиот сојуз се сместени во Узбекистан, во градовите Ташкент и Чирчик. Тоа е тоа. Да. Ние што го слушаме често пати кога разговараме на оваа тема. Да. Сега коректно. Од ова сега што ми го прочитам, можам да заклучам дека сепак македонците во голем број се присутни. Може би не се 50% од бегалците, меѓутоа доке 40% секако се појавуваат. Да, еве, точно се офатени или сместени во овие земји за периодот за кој што зборувам, речиси 20.000 без малку. 19.912. Да, што не е бројка за занемарување, да, прилично голема бројка. Што представува прилично голема бројка. И сега, иако не станува за збор за политичка емиграција, во поглед на иселувањето од Грција во текот на граѓанската војна, нели треба да ги споменеме и децата бегалци. Да. Децата бегалци, да. Станува збор за евакуација на децата, спроведена од страна на привремената демократска влада на Грција, значи владата на левичарите, во пролета на 1948 година, со цел, се ќе цитирам како што стои во документацијата, да се спасат децата од ужасите на војната. Именно во тој период, 48-та, веќе предходно спомнав, и 49-та понатаму, се водат жестоки битки на територијата на егискиот дел на Македонија. Тука било главното жариште. И децата, нели, детскиот живот бил доведен во опасност. И од тие причини во планот било децата да се евакуираат во источноевропските земји, меѓутоа привремено. Тие таму да останат привремено, таму ќе им бидат обезбедени, нели, услови за нормален и среќен детски развиток со сите неопходни за да во перспектива тие се вратат. Да, тие требало такви здрави, живи и учени да се вратат назад и понатаму да придонесат во родното место. Во родното место и да придонесат натаму, нели, за развој на грчкото општество и држава. Да, е така.
И сега станува збор за статистиките, тука се различни, се движат некаде од 25.000 до 27 и па дури 28.000 дечиња. Станува збор, да бидеме најасно, и за грчки и за македонски деца, и се проценува дека отприлика половината биле македончиња. Јас тука ќе се осврнам на една статистика од истиот извор, значи од податоците презентирани на оваа конференција на Комунистичката партија на Грција во 50-та година, ваква била бројката со тие дечиња. Во детските домови во земјите од Источна Европа биле згрижени 17.529 дечиња, од кои во Романија околу 5.100, во Чехословачка близу 4.200, во Полска 3.590. Гледам дека ги имаме на фотографија, мислам, сосема ни се поклопува она што го кажуваш. Познатите фотографии, да. Во Унгарија 2859, во Бугарија 672 деца и во Источна Германија нешто повеќе од 1200 деца, од кои што, како што веќе напоменав, половината биле македонски деца. Во однос на евакуација на децата, исто како и со возрастната популација, исто така голем број деца се сместени тука во Југославија, односно во Македонија. Да. Морам да признам и нешто што не ми беше до скоро јасно. Прашував зошто во Хрватска, особено во делот на Риека, има многу македонци, а потоа дознав дека фактички тие потекнуваат токму од оваа група на луѓе кои што се фактички бегалци од граѓанската војна во Грција. Има и во другите, сакав само како илустрација да спомнам дека и во другите југословенски републики, но најголемиот дел е во Македонија, односно во тогаш но време социјалистичка република Македонија. Значи тука сега отвараме едно ново прашање, би рекла, за бегалците од граѓанската војна во Македонија и во Југославија тука. Малку не е лошо да им доближиме на гледачите, да го поминеме. Сега Македонија, нели, на самата граница со Грција, па секако и Југославија, представува центар на македонската политичка емиграција од Егејскиот дел, меѓутоа и транзитна дестинација на лицата кои што од Македонија натаму се пренесуваат, нели, се префрлат и се згрижуваат во источноевропските земји, како во однос на децата бегалци во 48-та година, така и во однос на сите останати бегалци. На територијата на Република Македонија, првата група на бегалци, станува збор за бегалци од Косторско, од Леринско и од Воденско, се евидентирани во 44-та, конкрет и 1945 година, значи првата како група на бегалци пристигнува во тогаш Народна Република Македонија. И сега во целиот период на граѓанската војна, статистиките говорат за близу 72.000 бегалци од Грција кои што поминале низ територијата на Народна Република Македонија, дел остануваат тука, нели, како што веќе напоменав, дел одат кон источноевропските земји, си го продолжуваат патот понатаму. Станува збор за грчки и за македонски бегалци. Грчките бегалци се сместени, биле сместени, прифатени и сместени во населеното место, тогаш се викало Булкес во Војводина, денес тоа населено место се вика Маглич, каде што во текот на граѓанската војна е формирана, така се вика и во литературата, посебна грчка општина за овие бегалци. Па таа им устанува центар каде што одат, доаѓаат, се враќаат и борците од демократската армија и така натаму. Значи најголемиот број грчки бегалци се сместуваат во Војводина. Останатите се сместуваат тука во Македонија. Освен тоа,
во текот на 46-та, 45-та, 46-та година во Македонија се населуваат една група бегалци, мислам дека беа околу 6.000, не ме фаќате за збор, кои што во периодот на Втората светска војна од Грција емигрираат во Бугарија. И потоа тие тука се населуваат во Народна република Македонија. До крајот на 50-те, односно 1950 година, на територијата на Народна република на Македонија се евидентирани речиси 18.000 бегалци од Грчката граѓанска војна. И сега една група од 9.000 бегалци, со оглед на тоа што немало место, немало доволно сместувачки капацитети тука во Македонија, биле исто така привремено сместени исто така во Војводина, во местата Гаково и Крушевје. И тие во почетокот на 50-тите години, така да речем, започнувајќи од 51-ва и следните неколку години, повторно бараат и се населуваат на територијата на Македонија. Да. Значи станува збор за 24.000 бегалци, што е импозантна бројка. Да. Често пати во овие разработки се спомнува и проблемот на репатрирањето. Да начнеме и таа тема во однос на последиците од таа војна. Сега зборува за статистиките во однос на бегалците во 1950 година. Значи станува збор за 24.000 бегалци. Меѓутоа, бројката тука не застанува. Таа во следниот период продолжува да расте, а причина е токму тоа што го спомена репатриација. Самиот збор репатриација означува враќање дома, таму каде што сме се родиле. Меѓутоа, во однос на македонците бегалци од Грчката граѓанска војна, тоа не е случајот. Веќе напоменав дека тие се сместени во источноевропските земји и сега со оглед на политичките околности тука имаме завршување на граѓанската војна, да не навлегувам, па имаме резолуција на Информбиро, нарушени односи меѓу Југославија и источноевропските земји. Така, 48-та година. И сега нарушени односи помеѓу Југославија и Советскиот сојуз. Значи, по смртта на Сталин во 53-та година, починува Сталин, и од 55-та година доаѓа до нормализација на југословенско-советските односи. И започнувајќи од тогаш започнува еден процес, ние го велиме репатриација, така го споменав. Со оглед на тоа што македонците не може да се вратат дома заради политичките околности, а како политички имаат статус на политички бегалци, најпосакувана дестинација е Македонија, тука нашава Народна република Македонија. Зошто? Затоа што Македонија е првата слободна, национална наша македонска држава. Стремеж за кој што тие се борат не само каде што делумно на еден дел од незината територија е реализирана таа цел, меѓутоа и веќе споменав, ми се чини дека Народна република Македонија станува центар, најголем центар на македонската емиграција од граѓанската војна во Грција. Сега со тој процес на репатриација започнува 1955 година, се одвива под строга државна контрола, по определени услови луѓето можеле да се вратат тука, значи сето тоа било под контрола, така што во првите 5 години во Македонија се репатрираат само било дозволено или овозможено да се репатрираат само оние лица чии што семејства или дел од семејствата биле веќе тука се наоѓале. Сега од 1961 година би рекла започнува една нова етапа од овој процес на репатриација, со тоа што се проширува, се прошируваат условите, како да кажам, се либерализираат, па веќе од овој период дозволено е, им се дава дозвола и на македонците, односно на лицата кои што имале едноставно желба да се населат во Македонија тука.
Така што во периодот од 61-та, би рекла, до 65-та година, 68-та, тука се населуваат, ајде да кажем до крајот на 60-тите години, тука се населуваат во Македонија уште околу 5.500 лица, така што веќе до овој период бројот на бегалците се зголемува на повеќе од 33.000-34.000. Меѓутоа и тука приказната не завршува, луѓето продолжуваат да се репатрираат и мислам дека тој процес сметам дека се одвива некаде до почетокот на 80-тите години. Аха. Да, тука сега веќе блиску на оваа тема, најверојатно во новото живеалиште овие луѓе, покрај тоа што социоекономски се некако се снаоѓаат или добиваат свое прибежиште кое треба да им ја гради животната судбина, овие луѓе почнуваат и да се здружуваат, создаваат свои здруженија, организации. Така, да. Значи, бегалците доаѓаат тука, меѓутоа од и под граѓанската војна започнува еден долготраен процес на интеграција во новата општествено-политичка и културна средина и реалност. И сега овој процес на интеграција е многу комплексен, опфаќа повеќе потесни прашања. Вие споменавте вдомување, нели? Да. Обезбедување на живеалиште, на станови, образование. Тука секако и вработувањето, нели? Извор на екзистенција. Образованието на децата да се вклучат во соодветните училишта, во соодветните степени на образование и така натаму и така натаму. И тоа е, значи, на посебна тема за разговор, здравје во некоја друга прилика. И сега многу голема придонес и улога во процесот на интеграцијата на бегалците во новите средини, особено во Македонија, имаат издруженијата, односно формите на здружување на бегалците тука кај нас во Македонија. Првото здружение на бегалците е формирано во 1950 година. Тоа е формирано од Комунистичката партија на Македонија, односно од самиот политички врв на републиката, со задача да ја следи состојбата на бегалците, особено во економските аспекти на нивната интеграција и да посредува во решавањето на секојдневните проблеми поврзани со тој процес. Меѓутоа, ова здружение згаснува, е расформирано од тиот што го формирале, значи е расформирано во 1954 година. И сега од тој период, се до крајот на 80-тите, немаме здружение на бегалците, меѓутоа тие си продолжуваат да си се здружуваат, да си се состануваат по други форми. Тука, ова кога го говорам, мислам на средбите, на егијските средби, како што ни се познати нам на сите тука. Станува збор за средби кои што се одржуваат на локално ниво и кои што го фаќаат населението од одредено населено место, конкретно нели од егијскиот дел на Македонија. Првата ваква средба е организирана и одржана во 1957 година од жителите на некогашното село кое што е уништено од текот на граѓанската војна, значи од селото Дъмбени, од Костурското село Дъмбени. Во следните години оваа практика се проширува, се надградува, започнуваат вакви средби да организираат и жителите од другите и од други села. Јас се неколку ќе споменам, не можам сите, нели? Па имаме средба на жителите од Герман, од селото Оровник, од Бапчор, од Вмбел, од Трсием, од Бесвина, од Рафи, Рамби фактички и поголем број други средби. Тие со текот на времето добиваат традиционален карактер. Сега во текот на 80-тите години постојат повеќе иницијативи за формирање на здруженија на бегалците.
Тие во почетните години од 80-тите не вродуваат со плод, меѓутоа сепак се создаваат иницијативни одбори кои што ги организираат и ги одржуваат средбите на македонците од Република Грција и на македонците од тогаш Социјалистичка Република Македонија, кои што се одржувале традиционално во овој период во селото Трново Битолско и се познати како Трновски средби. Трновски средби, да. Сега Сдруженијата фактички на бегалците и другите асоциации во нашето општество се појавуваат во крајот на 80-тите години, непосредно пред распаѓањето на Југославија. Меѓутоа, овој процес започнува некаде порано, малку порано со одржувањето на првата светска средба на децата бегалци. Таа е одржана во Скопје во 1988 година. Сега тука се вклучени и оние што се во Македонија вдомени, но и оние преку океанот. Малку интересна е приказната, затоа што немаме здруженија, нели? Претходно иницијативата за одржување на една ваква средба е покрената меѓу припадници на некогашни деца бегалци, да кажам, што си се населиле во Канада. И сега по оваа првична иницијатива, нели, се формираат повеќе иницијативни одбори, се формира иницијативен одбор во Македонија, во Австралија и во Соединетите Американски држави и неколку годишни подготовки средбата се одржува, значи првата во 1900 веќе спомнав 88-та година. Таа е резултат на желбата на припадниците на некогашните деца бегалци повторно да се состанат на македонска земја, каде не, ако не тука, нели, во Македонија. Сега фактички здруженијата започнува да се формираат по одржувањето на оваа средба. Првото такво здружение е формирано во 1989 година во Скопје. Станува збор за Сдруженијето на децата бегалци од Егејска Македонија. Меѓутоа, вакви здруженија се биле формирани и во Австралија, во Полска и во Соединетите Американски држави. Сега по овој процес започнуваат, нели, по формирањето на ова првото здружение, се формираат и други здруженија. Имаме такви здруженија во Радовиш, во Струмица, имаме две здруженија во Штип, сега си мињата тука. Само ќе ги одбележиме, имаме во Битола, во Скопје имаме неколку здруженија и во првите 2 децении по самостојувањето на Македонија бројот на овие здруженија изнесувал околу 20. Значи во тој период постојат 20 здруженија. Сега овие здруженија формирани во тој период во 90-тите и на почетокот, нели, на овој наш, на последниот милениум, прават обиди за заедничко, нели, действување, сите заедно да действуваат. Па имаме такви обиди и спогодби, договори во 1995 година. Потоа во 2002 година е формирано Сојузот на Сдруженијето на децата бегалци или на бегалците од Егејска Македонија, во чиј состав, нели, влегле тогаш, зборувам за 2002 година, 10 такви здруженија. Од друга страна го имаме Сдруженијето на бегалците и во Битола, кое што исто така обединува, нели, во кое што влегле поголем број на здруженија и тие прават еден обид за преговори, договори, дури формираат координативно тело на координативна конференција за заедничко действување. Натаму во 1993 година започнува да излегува и списанието на Сојузот. Овој Сојузот на Сдруженијата на бегалците станува збор за весникот Незаборав. Тој првично е орган на Сдруженијето од Струмица, меѓутоа потоа станува и орган на Сојузот на Сдруженијата на бегалците и други работи имаме тука. Сега да се вратиме на конференцијата. Тука имавме, да речам, 3 сесии условно земено или 4.
Предпоставувам дека едните беа од областа на историјата, од областа на јазикот, литературата и предпоставувам фолклорот. Да, генерално да. Да, генерално, но дури во обите да ни биде полесно да ја проследиме програмата, ние и ја имаме, можеме и на екранот да ја приложиме, еве го и насловот на конференцијата и како се движеа темите. Меѓутоа, како што тече ова на екранот, мене ми остави особен впечаток темата на жените дека е присутна во неколку реферати. Бидејќи се ближиме кон крајот, предпоставувам дека имаме доволно време да ја споменеме ова тема, жената во граѓанската војна. Имаше неколку реферати. Да. И ти имаше реферат. Така. Веќе спомена дека на конференцијата се пријавија 26 учесници со 25 реферати. Целта беше на конференцијата од денешен аспект да ги проследиме нели историјатот на овие на бегалците од граѓанската војна, на нивното учество во граѓанската војна, меѓутоа и на прашањата што се случуваше со овие луѓе потоа во текот на овие 75 години, да привлечеме, нели, да го привлечеме интересот на колеги од повеќе научни области, или да ни учествуваат на конференцијата. Најголемиот број беа историски, меѓутоа имаше и многу од областа на литературата, од областа на јазикот, фолклорот. И така посебно интересно е да го издвоиме. Имаше 4 реферати кои што се однесуваа на учеството, не само на учеството, него на македонската жена од Егискиот дел на Македонија беа посветени. Едниот од тие реферати се осврнуваше на жените преселници, односно на споменичните обележја на македонката, на мајката, на жената од Егискиот дел на Македонија. Таква имаме тука во градскиот парк во Скопје, меѓутоа има во Струмица, која што представува комеморација на незината улога, вложување и пожртвуваност во граѓанската војна, меѓутоа и во случувањата по граѓанската војна. Освен тоа, во овој реферат колешката ни се осврна и на индивидуалните спомени на поединец, на една жена, во конкретниот случај на една личност, каде што преку фотографии, писма и разни други белешки се може да се долови меморијата за судбината, за животниот пат на една личност, жена во конкретниот случај, како последица на граѓанската војна. Тука имавме нели посебно излагање за учеството на македонската жена во демократската армија на Грција. Ако го зборува за статистиките, тука би напоменала дека 2800 до 3000 македонки учествуваат како, што не е мала бројка. Па не е мала, нели? Апсолутно не е мала бројка. Следниот реферат, третиот, беше посветен токму на една жена, наша позната учесничка од граѓанската војна, раководител на граѓанската војна, беше посветен на романизираната биографија на Уранија Јурукова, напишана од Петре Андреевски, нели, која што се однесува на незиниот животен пат, борби и така натаму. И имавме уште една прилог кој што се однесуваше на улогата на вокалните фолклорни групи од Егискиот дел на Македонија во зачувувањето на фолклорното наследство од овој дел на Македонија. И овој прилог се однесуваше на групите Костурчанки, Бабчорки и Воденки. Што е секако за многу убав интерес, интересен блок на прилози. Како завршница, која е главната мисла од конференцијата? Дали ќе се истражува и понатаму?
Видите, сега главната мисла од конференција некако е да кажем испреплетена е некако, кажавме, не знам дали кажавме, меѓутоа да напоменеме или да повториме, да се надоврземе. Иницијатор за одржувањето на оваа конференција е Издруженијето на децата бегалци ТГ за југ. Во рамките тие оваа година имаат голем број активности со кои што се посветени на 75 годишнината од завршувањето на војната, па во тие рамки, дадоа иницијатива за одржување на оваа конференција, која што нашите директорите на трите институти ја прифативе и ние организацијскиот одбор ја организиравме. Секако дека има многу прашања за кои што треба да се пише. Има многу прашања кои што се недоречени, недопишани. Има материјал, има што да се истражува, меѓутоа пораката на сите здруженија, тоа не го споменавме. Пораката и целата нивна активност се одвива во премисата никогаш да не се заборави. Меѓутоа и никогаш да не се случи на тоа што му се случи на македонецот од Егејска Македонија. Така што и меѓу другите и целта не само на оваа конференција и на сите конференции што ги организираме е да тоа што ќе го предочиме таму што ќе се презентира, да си го запишеме и да си го објавиме, за да остане како пишан извор, како пишан материјал. Така што сега во план сме и подготвуваме полека овие сите испрезентирани реферати на научната конференција да ги објавиме во една посебна публикација. Сосема на кратко, бидејќи сме на крај, само сакам да те прашам, бидејќи знам дека имаш истражувано, дали постои доволно архивска граѓа во архивот на Македонија за оваа тема? Така е, јас, например, работев на еден проект, не го завршив, затоа што треба да истражувам и во архивот на Југославија, па тоа малку не е проблематично, знаеш од кои причини да не навлегам. Има, јас и собрав особено за бегалците тука во Македонија, за сите аспекти на нивното вдомување. Има обемна. Има што да се работи, има што да се истражува, Кате, ти благодарам многу за учеството во денешната емисија. Ти посакувам уште денови на истражување и на крај да кажам дека ти беше и председател на организацијскиот одбор, што не е мала задача, и ти посакувам успешна научна работа и во иднина. Ти благодарам, Наташа, благодарам за поканата. Ти честитам на оваа емисија. Ајде мислам дека единствено од ваков тип на нашиот етер. Ти честитам на идејата, на реализацијата и ти посакувам уште многу успешни вакви емисии со кои што пред јавноста ќе прозвучи научната мисла. Достигнувањата, резултатите и така натаму. Ти благодарам и беше чест и задоволство. И мене ми беше чест. Драги гледачи, овде ја завршуваме денешната емисија. Останете во добро здравје. Добра ноќ.